Добродојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој, со мене Мери Јанчева. Овој пат, пак ќе кажам на моје задоволство, сите гости ми се добродојдени и ми е огромно задоволство кога одговарат на мојата покана. Овој пат гостин ми е раководител на сектор за урбанизам, комунални работи и градеж на земјиште, Софија Ристова Патрикова. Добре дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов. Мери, драго ми е што ми овозможиште прилика да присуствувам на подкастот. Се надевам дека ќе можам да одговорам на сите прашања кои што ги тиштат нашите граѓани. Така, да. Долго време размислував дали да го направиме овој подкаст, искрено, затоа што тоа се теми кои се, знаеш, малце од поширок аспект може да се гледаат. Меѓутоа има многу прашања кои луѓето знаат да си ги изборуваат меѓусебно, така, нели, не официјално, не на медиуми или на социјалните мрежи, па стравот кој владе, колку ни се квалитетни градбите, па дали е оправдано сето тоа што се гради во Струмица. И затоа јас решив да си разговараме во нашиот подкаст, вие сте најкомпетентна личност за тоа, сепак архитект на град Струмица сте и мислам дека ќе одговориме на прашања кои ме интересираат пред се мене, но и граѓаните. Секако, јас ќе се обидам на се што е во мојата област да одговорам. Во однос на квалитетот на градбите, можеби овде секако ќе се согласат моите колеги градежните инженери. Они се покомпетентни да дадат одговор, затоа што ние секогаш сме во војна архитектите и градежните инженери. Да. Но во делот на законската регулатива, секако дека можам да потврдам како е и што. Да. Идеја за оваа тема ми дојде пред се од една незгода која се случи во Србија, Нови Сад, пред некои 3 недели мислам дека има. Се уште траат последиците од тоа и јас и секој еден би се запрашал што се случува со нашите градби тука, колку се нашите градби квалитетни, но и трусно подрачје сме. Имаме, знае во текот на годината често пати да имаме земјотреси, малце да не растресе. И тогаш се поставува прашањето колку ни се квалитетни нашите градби, се прашуваме, факт е тоа и би сакала да ми дадеш одговор на тоа прашање. Овака, ние кај нас во државата, односно и во општината, работиме согласно одредена законска регулатива која што се носи на ниво на држава. Значи, законот за урбанистичко планирање, законот за градење, специјалниот закон за легализација на бесправно изградените објекти, закон за зеленило и така натаму. Предпоставувам сега, сакам да ми одговориш за прашањето во однос на стамбените згради. Овде ни е фокусот. Живееме во зграда, еве јас живеем на 5-ти спрат и секогаш се прашувам колку ми е квалитетна зградата и дали, не знам, земјотрес се случува, што да правам. Секако, нашата законска регулатива се погрижила, односно законодавецот се погрижил сето тоа да биде исконтролирано уште во постапката за добивање на одобрение за градење на стамбениот објект и односно на било кој тип на објект. Што значи тоа? Иако проектантите како стручни лица ги работат проектите со сите фази, мислам на архитектура, градежно-конструктивен дел, статиката, водовод, канализација, во однос на градежно-конструктивниот дел, односно на статиката, се врши дополнителна контрола од страна на ИЗИС, тоа е Институт за земјотресно инженерство во државата, кој што дава мислење по однос на конструкцијата на градбата. Дали истата е согласно подрачјето, односно дали објектот е изработен од соодветни материјали со соодветен систем конструктивен во однос на подрачјето каде што ќе биде изграден објектот, во зависност на трусноста, односно сеизмиката. Така да одговорноста кога ќе дојде до таков настан, такви несакани последици, одговорноста е на секој. Посебно, земјотресите. Земјотресите се природни незгоди, односно непогоди. Но ние луѓето
сами треба да се заштитиме да не дојде до таков настан, односно материјалите кои што денеска се користат во градежништвото се доста прво да прашам. Еве материјалите порано како биле, не знам, пред 50 години и сега. Во однос на материјалите, дали се користат поквалитетни материјали? Денешните градби и како се посигурни во однос на некакви случувања, земјотреси или се побезбедни, така да еве граѓаните не треба да стравуваат. Значи, секако кога ќе дојде до земјотрес, можеби нема да дојде до целосно оштетување на објектот, односно до рушење, до уривање на објектот, а секако ќе има некакви минимални последици. За тоа се грижат статичарите, односно градежните инженери и секако комисиите во институтот кои што ги даваат позитивните мислења, го контролираат текот на градбата, значи они даваат едно мислење во постапката за добивање на одобрение за градење, понатаму во текот на изградбата на објектот сето тоа се контролира. И од страна на... Тука објасни ми таа постапка. Сепак јас не сум архитект, немам допирни точки со градежништво, но ме интересира како е таа процедура. Од кога ќе се добие проект, претпоставувам, нели, треба да се пријави дека се гради? Така, инвеститорите ги ополномоштуваат проектантите да изработат основен проект со сите фази. Проектантите ги изработуваат, односно ги праќаат и на мислење до ИЗИС. По добиеното позитивно мислење и комплетирањето на целата документација, документацијата се аплицира во системот градежна дозвола при општините, каде што надлежни сме секторот за урбанизам, целиот тим кој што таму работи, референт го разгледува целиот предмет, доколку има во однос на документацијата некакви отстапувања, се враќа на коригирање, односно се прави заклучок за прекин на постапката да се дополни, а по комплетирањето се изработува потврда за заверка на проектот, се добиваат мислењата од институциите во смисла на ЕВА, комуналец, Дирекција за заштита и спасување обавезно се тука уклучени, значи во однос на добивањето на одобренија при издавање за колективни стамбени згради и индустријски објекти. Задолжително е мислењето од Дирекција за заштита и спасување, која што е дополнителна сигурност во однос на незгодите и сигурноста, односно комплетноста на проектот. Так, не може, како што знаат да кажат сега, се гради многу згради, секој ден да почнува. Не е едноставна процедурата. И без тие одобрење во никој случај не се отпочнува. Се гради онаму каде што е планирано да се гради. Ние за тоа имаме генерални урбанистички план, имаме детални урбанистички планови. Не може секој да гради онаму каде што ќе посака. Значи, и тоа така било и со годините наназад. И сега, еве, ние во моментот носиме нов генерален урбанистички план, со кој што не предвидуваме ширење на нашиот град. Туку во рамките на постоечкиот опфат, кој што е зацртан од 2010 година со измената на ГУП-от од 2002, правиме корекции во однос на земјиштето кое што не е искористено. Односно, во однос на тие индустријски капацитети кои што веќе не функционираат, се затвориле со текот на времето, дури се руини, црни точки во нашиот град. Тука ги правиме корекциите и во однос на сообраќајниците, односно категоризацијата ја променуваме за да можеме да обезбедиме пристап до одредени објекти согласно новата категоризација и согласно новиот закон за урбанистичко планирање. Така да згради сигурно не можат да се градат на земјиште кое што е клизиште, на земјиште кое што е ридесто. Планерот знае каква визија има за градот, и информациите ги црпи од претходни подлоги. Значи, тука ни постои постои просторниот урбанистички план за
Република Северна Македонија. Така. Просторниот план ја дава стратешката визија за една држава. Каде ќе се движи железничка пруга, каде ќе се движат државните патишта. Така да и генералниот урбанистички план не е визија само на еден човек. Еве, актуелно, нели, политичарите ги кројат плановите, политичарите одлучуваат каде ќе има згради. Не е тоа туку така. Не е баш така. Не е баш така. Да, се е согласно планот на национално ниво, како што разбрав. Еве, конкретно, ние имаме населбата Карпош, значи таму имаме најмногу... Тоа ми беше едно од прашањата. Морам да те прекинам за Карпош, знаат сите да кажат дека се градат многу згради, дека е многу густо веќе со згради. Колку е се тоа оправдано и колку е тоа се законски? Секако дека е законски. Значи, деталниот урбанистички план за Карпош, знаеме дека тоа претходно беше старата касарна, е донесен од страна на Министерство за одбрана во моментот кога ги напуштаат касарните и ги отстапуваат тие простори на општините. Не се случува тоа само во општина Струмица, туку и во сите градови низ нашата држава. Зацртани се повеќе содржини во оваа населба, нов град. Јас во тој период се вработив во општината и го викав град во град. И така некако имав замислено дека тоа ќе треба да функционира и не секогаш тие некои наши ученички визии па се исполнуваат. Но денес можам да кажам дека да, Карпош ќе изгледа така како што сме замислувале дека треба да изгледа. Се почитуваат ли сите законски норми? Не мислите ли дека се, пак ќе прашам, некако многу блиску зградите? Имаме такво видување затоа што во моментот таму се изградени само зградите. И еве градинката, новата градинка која што пред неколку години ја изградивме. Во моментот таму имаме, започнуваме со изградба на нов парк за кој што една од намените која што била предвидена за комерцијални објекти ја пренаменуваме во парковско зеленило. Значи, ние како општина се откажуваме од изградба на висококатница на сметка на урбано зеленило и парковско зеленило. Сме го увиделе тој недостаток, односно таа потреба дека веќе во нашиот град мораме да се стремиме кон заштита на животната средина, обезбедување на повеќе зеленило. Тука е новиот проект со јавниот транспорт, со автобусите, велосипедските патеки, така да мислам дека ако јас не сакам да го користам зборот, нели, европски град, Струмица е европски град, затоа што и во Европа има многу градови кои што не се убави, не се по стандардите, ама мислам дека Струмица се стремиме да биде убаво место за живење. Имам овде уште едно прашање. Често знаат да кажат дека поради тие згради во Карпош кои се изградени, немаме движење немаме струење на воздухот и таа е една од главните причини зошто секоја зима Струмица е загадена. Кој е вашиот став? Јас со тоа не се согласувам, затоа што Струмица е еден град каде што освен објекти со приземи и 6 ката максимум, немаме ништо повисоко. Имаме градови каде што имаме висококатници, 20 катница, облакодери и така натаму. Што значи тоа? Кога немаме високи згради, дека е задоволено тоа законско ниво на висина на зградите и имаме сепак струење или... Имаме струење. Тоа е сигурно планерот, кога го работел планот, посебно за населба Карпош, е внимавано. Има законската обврска за оддалеченост од зграда до зграда е запазена. Тоа што во моментот наеднаш се изградија толку згради, делува дека ние таму имаме премногу густо изградено и имаме сопирање на струење на воздухот.
Јас не се согласувам со тоа. Значи, односно не само јас, туку и многу покомпетентни личности. Да. За жал... Затоа ги прашувам, убаво е да се разговара отворено на тие теми, за да знаат граѓаните. Да. За жал, еве, грејната сезона кај нас започна уште пред 2 недели. До пред 2 недели имавме топло, долго лето. Да. Самиот факт дека луѓето почнаа да се греат, кажува дека почна загадувањето во Струмица. Претходно го немавме тој проблем. Јас искрено се надевам дека со годините ќе го коригираме тој дел. Значи, се зголемува процентот на домаќинствата кои што се греат на газ, кои што се греат на струја, односно на оние обновливи извори на енергија. Да. Така да ќе го искорениме тоа традиционалното грејење на дрва. Мислам дека и тоа е еден фактор кој еден од позначајните фактори кои е за загадувањето. Се надевам дека ќе се подигне некако свеста, не само на граѓаните генерално, и на тие кои одлучуваат, и на ние кои сме, нели, активни чинители во целото општество. Одговорноста е за сите, јас секогаш кажувам, загадувањето е сериозен проблем. Јас морав да прашам овде, затоа што многу често се дискутира дека нема провев, како вика, од Велјуса не доаѓа Велјушкиот ветар, и затоа имаме загадување. Но да се вратиме, ме интересира околу тоа, добиена дозвола, се гради. Сега, да се вратиме овде малце, нели, пак ќе почнеме малце, ќе ги шараме темите, но ме интересира што понатаму. Се гради зградата, излегувате ли на терен? Има ли комисија, надзор се излегува на терен, дали проектот одговара на фактичката ситуација што е на терен? Секако. По добиеното правосилно одобрение за градење, знаат тоа што рековме по сите без да инвеститорот може да започне по добиено правосилно одобрение за градење. Изведувачот, односно фирмата која што ќе го гради објектот, е должна да извести за започнување со градбата, нас како сектор за урбанизам, градежната инспекција и останатите инспекции трудова и така натаму. Што значи тоа? Се воведуваат во работа инвеститорите од страна на надзорот, затоа што до пред неколку години се издаваше одобрение за употреба, каде што комисија од страна на општините излегуваше на терен да констатира дали објектот е изграден согласно основниот проект и согласно одобрението за градење. Дали проектот се совпаѓа со фактичката состојба. Сега тоа зборувам за објекти од втора категорија, за она кое што сме надлежни ние како општина. Тоа значи објекти над 300 метри квадратни, за тие зборуваме, така? Објекти над 300 метри квадратни и оние кои што се во втора категорија на објекти. Оние кои што се прва категорија на објекти, болници и така натаму, се одобренијата ги издава Министерството за транспорт. Сега е Министерство за транспорт, претходно беше Министерство за транспорт и врски, и контролата ја вршат преку Министерството, со тоа што таму за градбите од прва категорија се издава одобрение за употреба. За градбите од втора категорија, изведбата, односно текот на градбата ја контролира надлежен надзорен инженер. Надзорот врши контрола во текот на градбата, води градежна книга, градежен дневник. Доколку има отстапувања, должен е тоа да го пријави кај градежниот инспектор. Градежниот инспектор исто мора да врши контроли во текот на градбата. На крајот, кога објектот ќе биде изграден, доколку нема отстапување од основниот проект, надзорот е должен да изврши извештај во кој што ќе констатира дека сите тие степени на реализација се завршени, значи позитивен степен на механичка отпорност, сеизмика и така натаму. И со геодетски елаборат се доставува повторно во секторот за урбанизам за да биде запишан во
катастарот на недвижности. Така. И сега ме интересира во овој момент, кои се тие предизвици со кои се соочувате? Имате ли предизвици? Секојдневно. Мислам, без предизвици не можеме некако да функционираме. Предизвици во смисла на... Не знам, се јавува ли да вратите? Да, секако. Значи, секако. Да не се одобри дозвола поради некои неправилности, па се враќа секако, повторно. тоа и на почетокот го спомнав. Значи, согласно законот имаме одреден рок во кој што ние имаме право да го разгледаме, да ја разгледаме документацијата. Доколку не е комплетна, враќаме со заклучок за прекин. Имаат 15 дена рок да коригираат и да дополнат. Доколку тоа не се испочитува, ние согласно законот за градење мораме да дадеме решение за одбивање. Секако и доколку во рок од 2 години од издаденото одобрение за градење не се започне со градба, одобрението е ништовно, или доколку тоа се согласно законската регулатива. Во смисла имате одобрение, не се отпочне со изградба, се одзема дозволата? Да, се одзема дозволата. Значи, инвеститорот е должен во рок од 2 години од добивање на одобрението да започне со градба, а во рок од 10 години да го изгради. Затоа не знаев, дека има законски норми. Тие се некакви заштитни законски норми, посебно во постапките кога општината го продава земјиштето. Значи, ние како општина Струмица имаме лиценца за продажба, односно по пат на јавна лицитација, јавна објава. Тука, согласно Законот за градежно земјиште, децидно е се наведени условите на купувачот на земјиштето, во кој рок е должен да обезбеди одобрение за градење, во кој рок е должен да започне со градба и сето тоа комисијата го контролира. Доколку се отстапи, се плаќаат пенали. Така. Ве прашувам за тоа, за контроли и инспекции, сите тие предизвици. Прочитав на неколку места во изјави поранешниот директор на ИЗИС рече дека имаме една од најстрогите контроли во регионот, што се однесува до квалитет на објекти и до пред да се пушти во употреба и да бидеме сигурни дека нели нашите градби се квалитетни. Се согласувате со тоа? ИЗИС е една сериозна институција со сериозни стручни лица кои што се вработени, кои што детално ги гледат проектите пред да го дадат мислењето. Секако и комисиски излегуваат на терен. Еве конкретно интересен е случајот сега во моментот се потсетив за стариот суд, објектот за стариот суд кај нас во Струмица, кога како општина решивме да направиме реконструкција на објектот, ги повикавме, значи на лице место увидовме како стручни лица и ние дека меѓукатната конструкција се откачила од зидовите, од фасадата и ги повикавме ИЗИС како стручни да констатираат дали објектот може да оди со мора да оди со тотална реконструкција, тоа значи рушење на објектот и изградба на ист, а овде ја имаме контролата пак од музеот, затоа што објектот е заштитен. И како тоа ќе го водиме како постапка. Добивме согласност од нивна страна дека мора да објектот го срушиме и да започнеме со изградба на нов, така да проектот веќе е изработен, доставен до музеот за добивање на конзерваторското решение и се надевам дека ќе успееме да обезбедиме средства и да го да се реализираме. Да се реализира. Значи, сепак, кога таа институција ќе донесе одлука и ќе потврди дека нешто треба нели од корен да се преправи, мора тоа се почитува. Да. Софија, но што со дивоградбите? И тие се тема многу често на разговор. Во неофицијално пред да го снимаме подкастот, нели малце начнавме околу дивоградбите, ми спомна и кога е донесен законот. И сега мене многу ме интересира зграда. Имаме почесто се
куки, така, како Да, дивоградби и вие ги легализирате. Да, законот е донесен 2011 година со сите продолжувања во 2016-та, 2018 година и за комплетирањето на документацијата до 2019 година. Ние се уште работиме на тие постапки. За жал, премногу беа во Струмица. Значи, на почеток имавме околу 15.000 предмети, кои што некои од тие 15, околу 10.000 ги комплетираа. Поголем дел од предметите ни се завршени. Останатите стојат нерешени затоа што согласно тој закон мора да се регулираат имотно-правни односи кои што граѓаните ги немаат средено. Најчесто тоа е проблемот. Да. Најчесто кај нас предметите беа, односно објектите кои што беа предмет на легализација, со добиено одобрение, одобрена документација, но отстапено во текот на градбата, изместен и објектот е изместен од маркицата, па не може да биде спроведен во катастар за да добие имотен лист. Имавме некакви помошни градби или нерешени меѓусебни односи, фамилиарни односи, па некаква доградба, едниот брат, другиот брат, па не си даваат согласности едни на други и тоа се уште некако се влече. Во однос на типот на градбите, сакам да напоменам дека во Струмица немавме барање за легализација на цела една зграда. Значи, стамбена зграда. Овде ме интересира кој гарантира за квалитетот на тие градби. Сепак живеат семејства. За жал, законот за легализација на бесправно изградени објекти е специјален закон кој што се донесе така како што се донесе. Иако имаше бурни реакции во тоа време и се уште има и ги гледаме последиците од тој закон. Не подлежи на закон за урбанистичко планирање, не подлежи на закон за градење, немаме никаква документација комплетна на типот на градбата. Легализацијата се води врз основа само на геодетски елаборат, а геодетскиот елаборат представува етажен премер на тоа што е изградено. Геодетот само констатира дека толку и толку квадрати, приземје, кат, поткровје или доградба, тоа се легализира, координатите кај се наоѓаат точно, ги правиме преклопите со подлогите со кои што ние располагаме, односно деталните планови, доколку отстапува од опфат, законот предвидува одлука на Совет за проширување на опфатот, доколку е во друга намена, значи ако имаме стамбена куќа во намена индустрија, исто Советот носи одлука, значи не ја носиме ние како комисија одлуката, туку Советот носи одлука за промена на намената, затоа што кога еден ден ќе се носат детални урбанистички планови, тие градби кои што ќе бидат легализирани, односно кои што ќе се стекнат со правен статус, треба да бидат вклопени во деталниот урбанистички план. А деталните урбанистички планови ги носи Советот. Значи, по претходна согласност од Министерството за транспорт, последната одлука ја носи Советот. Советот е тој што одлучува која намена ќе биде предвидена во кој блок од детални. Да. Сега, вие постапувате согласно сите закони и овој закон што е донесен за легализација, но за жал не се гарантира за безбедноста на Да, единствено согласно законот е предвидено изјава заверена на нотар од страна на барателот, доколку објектот се наоѓа во подрачје склоно на клизиште, или во заштита на крајбрежен појас на езеро или на река. Дури не дават изјава во однос на заштита од земјотреси. Што не е во ред. Мислам, каде е свеста на граѓаните овде дека неговата фамилија живее таму? Зошто да не се најдем начин тоа да се реши некако? Кога веќе се дрзнал да гради без одобрение, тука веќе е дискутабилна свеста на граѓаните. Тука зборува многу за самата но можеби законодавецот требаше малку повеќе да внимава во однос на одредбите од тој закон, како и на кој начин.
Ќе се добие ќе таа се добие легализација. легализацијата, Со тоа се согласувам, затоа што безбедноста е пред се. Еве сега законот за градење имаше измена, тоа е еден член 59з, доста актуелен, кој што предвидува надградба на постоечки објект кој што се стекнал со собственост, со имотен лист, дали без разлика, дали со одобрение за градење или по пат на легализација, може да се предвидува надградба на објектот до висина 10,20. Тоа е приземје 2 спрата и поткровје. Како градежниот инженер ќе констатира дека постоечката градба е соодветна за да може да се предвидува надградба и овде е задолжително мислењето од ИЗИС. И зборувате и за куќа? За таквите градби, да. Ако јас имам куќа, како што спомнавте, да спрате. Овде е задолжително, затоа што тој член од законот важи само за стамбени куќи. Така. Да, до 10,20. Тоа е секако оправдано, затоа што ако ние не сме самите свесни, мора да не се наложи некој закон, па да бидеме, да не заштити на било кој начин. Да. Овде сме кај граѓаните, сега кога ги начнавме и самите куќи. Кажи ми, кои се најчестите барања кои ги имате од граѓаните? Еве вие како сектор за урбанизам, комунални работи. Знам дека е најзборуван овој сектор во секој град, предпоставувам. Се нешто се чека, одобрение, градби. Како функционира секторот? Каков ви е односот граѓани и сектор? Најчесто е за колку време ќе биде готово одобрението или за колку време ќе ми го издадете изводот од планот. Имат ли трпение граѓаните кога станува збор за документација, за жал, за одобрение? живееме во некое динамично време, никој немаме трпение за ништо, сите сакаме да може да се издаде нештото за вчера. Дури и ние како институции тоа го правиме, не па граѓаните. Да, јас можам да кажам, можеби нема да биде скромно од моја страна, но како сектор за урбанизам при општина Струмица сме доста ефикасни и брзи во издавањето на одобрение за градење, за разлика од другите општини. Тоа го слушаме често од проектантите, односно од оние кои што се обраќаат, инвеститорите најчесто кај нас. Еден извод согласно закон треба да биде издаден за 5 дена, ние можеме да го издадеме и за ден, 2. И се стремиме кон таа брзина и флексибилност при работата. А секако не на секого можеме да му погодиме во моментот. Има граѓани кои што се задоволни и граѓани кои што не се задоволни. Знаат ли многу често да ги мешаат ингеренциите кои ги имате вие како сектор за урбанизам? Добро. Општината и државата. Да. Знам дека не сме сите доволно насочени каде треба да одиме и што да бараме. Да, најчесто кај нас доаѓаат, порано сум имал дворно место кое што било толку и толку квадрати, сега со авионското снимање ми е скратено, намалено, затоа е надлежна агенцијата за катастар на недвижности, таму се водат тие постапки. Или комшијата успеал да го купи дворното место, јас немам купено, купувањето, односно продажбата, приватизацијата на дворните места се водеа во имотно-правните односи при Министерство за финансии, но секако тука сме, ги насочуваме граѓаните, соработуваме со сите тие институции за да им излеземе во пресред да си ги решат своите проблеми. Не за се е надлежна општината, но секако соработката со институциите е... Така, да. Кажи ми малце околу идните планови за како ја гледате Струмица? Сепак, како архитект. Или подобро да прашам, што би сакале во иднина да има Струмица? Која е твојата визија? Вака, за секој архитект предизвик е во негово време да биде донесен генералниот урбанистички план за еден град. Јас сум среќна што успеавме да стасаме и да го изработиме прво, значи предизвик беше да
да се дојде до средства за да се финансира, знаејќи како е законската регулатива, мораме да обезбедиме претходно ставка во буџетот, пари во буџетот, ажурирани подлоги. Сето тоа траеше неколку години за да дојдеме до моментот да го презентираме нацрт планот пред Советот и пред граѓаните, односно јавноста во Струмица, пред стручните институции. И сега во моментот сме во Министерство за транспорт за добивање на согласност. Имавме минатата недела состанок во однос на одредени забелешки, кои што морам, среќна сум дека се во однос на технички корекции на планот, не во суштинските, односно во идејата како ние го гледаме нашиот град. Јас можам да кажам дека во Струмица во овој период премногу се градеше и ќе се гради. Проектите на општината во моментот се одвиваат на изградба на новиот градски пазар, новиот парк во населба Карпош. Денес се спрема апликација за добивање на средства за уште 2 парка, и тоа во на улица Ката Поцкова и на улица Ристо Клепов. Тоа се паркчиња кои што ќе се наоѓаат во блокови каде што веќе се градат нови згради, нови комплекси. Има фамилии, ќе има дечиња, ќе има... Значи, ние пред време веќе гледаме дека таму ќе имаме потреба од зеленило, односно од нови парковски средини и игралишта. Така, Софија, морам да те прашам, многу често е и прашањето што со нова спортска сала, што со објекти кои се од општо добро за граѓаните. Секако. Можеме ли да очекуваме нешто такво да ни се случи во Струмица? Спортската сала и стадионот во Струмица за жал не се под надлежност на општината, но тоа е некако горчливо прашање. Имаме многу... Општината инвестираше во спортски сали училишни во Никола Вапцаров во школото, во Димитар Влахов средното училиште, во Муртино. Имаме готов проект кој што чекаме на одобрување од страна на Министерството за образование во училиштето Сандо Масев. Секако ќе го заборавев новата сала во Јане Сандански, која што е целосно проект и заложба на училиштето, подпомогнато со општината секако. Двете спортски игралишта за фудбал на Вештачка трева, тоа се исто проекти на општината. Јас во ред мислам, ако ни сакаме, ако ни фали спортска сала, јас можеби би апелирала да ни се додели тоа со продолжувањето на процесот на децентрализација и некако требаше да ни бидат отстапени. Салата за партизани, салата... тоа се објекти кои постојано се користат од клубови и деца, а не се малце бројот на клубови во Струмица. Имаме многу дечиња кои се спортисти, дали одбојкари, ракометари, кошаркари. И многу често кога имам гости, знаат да кажат дека условите за тренирање не се добри. Секоја чест на исклучоците сега што се направени новите, но тие се мали сали и нема капацитет да ги примаат сите клубови, и затоа си земам за право да ве прашам дали постои надеж да се најде некакво решение. Спортската сала е сериозен, убав, голем објект кој мислам дека ќе биде од голема корист за сите нас. Тие објекти се дадени на концесионери, тука ние немаме никаква надлежност, можеме само финансиски некако да ги подпомогнеме, доколку имаат проекти, визија за реконструкција и интерес на постоечките објекти. Во градот имаме површини за изградба на таков тип на објекти, сали спортски, така да во иднина можеме да го изработиме и како проект, па да го реализираме. Тоа е една идеја од нашиот подкаст Биди свој. Дај Боже да се деси една таква идеја да стане реализација и да имаат нашите деца каде да спортуваат и да водат здрав живот, затоа што во нив е иднината. Софија, разговараме многу. Колку години, кажи ми, си дел од секторот за урбанизам?
2011 година. Јас сум работена 2011 година. Прилично млада, можам да кажам, дека За си мене влезена. цела една вечност. Така, така. прилично млада си навлезена во таа работа. Како беа почетоците таму? Се замислуваше ли, нели, заврши факултет, претпоставувам, нели, архитектура, тоа ли беше твојата визија за... Не. Добро, ќе кажам, искрено, не. Искрено. Како и Како се секој снајде со студент сите кој тие што предизвици? завршува и дипломира, целта не е, нели, остануваме во главниот град, таму ќе бараме работа, таму. Понудата за работа овде некако баш со тешко срце ја прифатив да се вратам во Струмица, не сакав да се вратам, да. Добро, искрено. Да, искрено, тоа и до ден денес секогаш го кажувам. Се вработи во период кога беше актуелен законот за легализација, кога во општината имаше потреба од стручни лица, изголемување на бројот на лица кои што ќе работат на таа проблематика. И од самиот ден од кога се вработив, сум секојдневно со предизвици. Значи, секојдневно нешто се случува. Дали законот за легализација, дали нов закон за градење, па ајде, урбанистички планови, па по овој проект, па друг проект. Значи, градинката како предизвик ни беше целосно нова градинка, доградби на постоечки капацитети на градинки, реализација на нови улици, булеварски решенија. Така да, не знам... Се справуваш ли со сето тоа? Успеваш ли според тебе да се справиш? Па Морам да го кажеме и фактот дека женско, знаеме дека се уште владее таа стигма дека женско не може да ги издржи сите тие притисоци и обврски. И затоа упорно те прашувам како се снаоѓаш во таа ситуација. Тимот е многу битен. Така. Значи, добар тим со кој што имаш разбирање и соработка, може ѕидови да сруши, баш така, буквално. Значи, тие секојдневни предизвици заедно ги минуваме. Соработката со кабинетот, со градоначалникот и како е битна. Значи, таа релација на поддршка во однос на визиите кои што ние како архитекти ги имаме, нели, во однос на градоначалниците имаат нивни програми кои што се стремат кон нивна реализација, а ние сме тие што тоа мораме да го реализираме или сме корективи дека да, ова може да биде, ова не може и покрај тоа што е ветено. Да. Или да се изнајде решение. Јас во вашиот период се водам под девизата дека имаме секојдневни проблеми и за секој проблем постои решение. Посебно како жени, ние мораме да го најдеме решението. Да. Ние жените сме упорни. Да, и од тоа ќе го најдеме решението и го завршуваме тој проблем, се решава тој проект, тоа се спакува и почнуваме со нешто ново. Така. Знае ли Софија да биде на моменти некако, како да кажем, избувлива или да ти влијае тоа и на приватниот живот? Или успеваш некако да се оддели работата од приватниот живот? Па, да. Со текот на времето тоа се стабилизира. Иако порано работата сум си ја носела дома, буквално со да ги малтретирам родителите, тоа така се случи. Сега не. Значи тоа што се работи на работа, тоа што се случува на работа, сите проблеми застануваат таму. Иако од приватноста има многу малку, од денот, нели, ми останува многу малку за приватен живот, сепак сакам да го поминам во кругот на семејството, кругот на пријателите, внуците, да ја црпам таа енергија. И на улица да те прашаат, Софија, може само тоа да те прави? Еве, ова потврда кога ќе биде? Се случува тоа? Каде и да се појавам, да. Планирав да дојдам кај тебе денес, чекај сега да те прашам тука. Или секако еве на социјалните мрежи. Јас не знам за копче, стави го телефонот на авионче, за да не звони.
Истото се случува и со социјалните мрежи, на Facebook, на Messenger, на Instagram, секој во било кое време знае да прати порака и очекува дека во моментот мора да им одговориш. Ако не, ти си се занесува ова што Не си мисли на достапна, функција, арогантна и така да. натаму. Кога сме кај социјалните мрежи, како се справуваш со сите тие? Факт е дека има и негативни коментари во целата таа наша средина, такви сме какви што сме. Ти влијае тоа на работата? Имаш ли моменти кога си кажала веќе нема да работам, се откажувам поради некоја критика? Ти има погодено нешто? Не. Не. Имаш надминато тој... Да. Има моменти кога, да, секако дека нештото може да те погоди, но едноставно го прифаќам, да, тоа е став на поединец. Порано сум сакала да се докажам дека не е во право, сега веќе не, едноставно оставам на времето за да сватат дека нештото и не е баш така како што сакаат првично да се искритикува. За жал, ние живееме во средина во која што се што е ново мора прво да биде искритикувано, а после со текот на времето кога сме го кај овие прифаќаме. критики, кружните теци, мислам дека беа Кружниот тек е, наисто мислам. Да, најкритикуваното нешто во струмица. Асиметричен кружен тек, па ајде да се не објаснуваме, па ајде излези да дадеш изјава, да докажеш дека тоа е така, дека стручни лица, сообраќајни инженери тоа го исконтролирале, направиле анализи. Ние само како општина сме реализатори на тоа. Значи, претходно сме добиле согласност од СВР. Значи, ако во СВР, како институција ги има најстручните лица од областа на сообраќајот. И се институции во кои што сите ние треба да веруваме. Сега ајде да се објаснуваме. За да со текот на времето, денеска, докажува дека решението било така како што оправдано. Семафорот кај на транзитот исто. Зошто семафори, зошто не кружен тек, значи петиции од страна на граѓани, да, точно, конкретно добивме денеска петиција, зошто втората лента од транзитниот пат се затвара, не можеме да си ги паркираме колите таму. Возилата не се паркираат на улица. Возилата се паркираат на паркинг место каде што е обележено или во дворните места на објектите каде што живеат граѓаните. Тоа е со закон утврдено. Нека биде тоа апел до сите граѓани. Апел да се секако знае, и на собирите на граѓани имаше многу реакции во однос на тоа. Полицијата сега не казнува на улица. Онаму каде што нема обележено паркинг место, не е место за паркирање. Граѓани, сите тие кои слушате во моментот и понатаму кои ќе го гледате биди свој, нека знаат каде се паркира, некако да си ги знаеме сите правилата, да ги почитуваме, за да имаме ред и во градот и во државата. Јас секогаш кажувам, сакаме промени, сакаме подобро место за живење, но нека тргне тоа од нас. Да ги почитуваме самите себе ние тие правила. Софија, уште за крај имам едно прашање кое сакам да те прашам. Како раководител на сектор за урбанизам, ми спомна дека работиш од 2011 до сега и сега си раководител. Дали мислиш дека на таа јавна функција повеќе доби или повеќе изгуби од животот, од тебе, како човек, како личност? Тоа не се мери. Не може да се стави на кантар и да видиме дали добиваме или губиме, затоа што секако во одреден момент можеме да кажеме дека да, јас изгубив младост за ова нешто да се заврши или изгубив моje приватно време, можев тоа и тоа да направам. Убаво е кога проектите ни се реализираат. За мене јас не можам да го опишам чувството кога еден проект ќе започне од идеја до дај да најдеме кој тоа ќе го сработи, да најдеме средства за да
можеме да обезбедиме проект, па до одобрение, па ајде јавна набавка за изведувач, па сите тие предизвици кои што се случуваат во текот на градбата, за да дојдеме до моментот на сечење лента на одреден објект. Тоа чувство е прекрасно. Значи, тогаш забораваш на се што негативно претходно се случило. Така да, не знам, никогаш не би, ако се вратам назад, не би донела поинаква одлука. Пак би била? Да, пак би била тука. Пак би прифатила да работи? Иако не сум сакала да работам во општина, да, пак би прифатила да бидам тука. Тоа значи дека си ја сакаш работата, работиш со желба, со љубов и секој еден кој ја сака работата и оди кон своите соништа, цели и идеи, ќе успее во животот. Нека биде тоа апел до секого, не само како жена, туку како личност која сака да напредува и да остави белег во општеството и да биде свој на крајот. Затоа и така ни се вика подкастот, нели, биди свој. Софија, јас ти благодарам на овој прекрасен разговор. Мислам дека откривме, да, баш така откривме многу закони, правила и прописи кои луѓето не ги знаеле до сега и мислам дека дадовме некои убави насоки за граѓаните. Нека биде малце поучно се тоа. Да, јас искрено се надевам дека граѓаните ќе бидат задоволни од тоа што одговоривме, секако достапни сме за секое прашање кое што не сме. И ако не им вратиш веднаш, да имат малце трпение, да не се лутат, сепак за се постои одговор и решение и можат во секој момент да си прашаат во секторот за урбанизам, се ќе биде решено. Секако. Ти благодарам, се гледаме во некоја наредна епизода повторно.